Надежите за брзо усвојување на законот за задржување на функционирањето на владата на Соединетите држави исчезна откако републиканскиот сенатор Ранд Пол го искористи процедуралното право и го спречи гласањето. Со тоа дојде до привремено затворање на некои служби на американската влада. Сенаторот Пол пред гласањето побара дебата за неговиот амандман за намалување на зголемените федерални трошоци. I ran for office because I was very critical of President Obama's trillion-dollar deficits. Now we have Republicans hand in hand with Democrats offering us trillion-dollar deficits. I can't, in all good honesty and all good faith, just look the other way because my party is now complicit in the deficits. But really, who's to blame? Both parties. Тој притоа забележа што воопшто не се дозволени амандмани во, како што рече, најважната дебата што има Конгресот еднаш годишно, а тоа е како да се трошат буџетските пари. We have a 700-page bill that no one has read that was printed at midnight. No one will read this bill. Nothing will be reformed. Лидерите на републиканците и на демократите во Сенатот, Мич Меконел и Чак Шумер, побараа да се гласа за договорот за трошоците, што го постигнаа двете партии, наведувајќи дека станува збор за важен закон со кој се регулира финансирањето на многу федерални приоритети, како на пример воените, и оти законот ја има поддршката од председателот Доналд Трамп. I understand my friend and colleague from Kentucky does not join the president in supporting the bill. And it's his right, of course, to vote against the bill. But I would argue that it's time to vote. Со републиканецот Меконел се согласи и лидерот на демократите Шумер, кој изјави: The difficulty we have here is that the government will shut down. We still have the House that has to vote. And frankly, there are lots of amendments on my side. And it's hard to make an argument that if one person gets an amendment, that everybody else won't want an amendment, and then we'll be here for a very long time. Владата на Соединетите држави 3 дена беше затворена откако на 19 јануари Белата куќа и Конгресот не успеа да постигнат договор за финансирањето.